Што значи пасивна агресивност? Пасивната агресивност е тип на однесување кое се забележува кај некои личности, но ова многу не ни кажува за природата на самото однесување, иако самиот назив го објаснува. Кога ќе се спомене пасивна агресивност, сигурно ви звучи контрадикторно. Што всушност значи овој термин? За да сватиме зашто се работи, да ги поанализираме двата збора кои го сочинуваат овој термин. За пасивен се смета некој кој е трпелив, мирен и избегнува конфронтација. Агресивен пак, од друга страна, е некој со силна волја и решеност да ги истера работите по свое без оглед на последиците. Искомбинирани го добиваме терминот пасивно-агресивен, кој значува личност која ќе демонстрира пасивност, но ќе се обидува да ја промени ситуацијата или условите преку манипулација и тврдоглавост. Па видите, агресија е агресија. Значи, тоа сите го разбираме и го знаеме, да не го објаснуваме посебно зборот. Пасивна агресивност е она агресија која што човек не може да ја покаже или не е научен да ја покаже директно и јасно. Значи, чувство агресија кон некого, чувство непријателство кон некого, или кон некоја појава, или кон некоја ситуација, а он или не сме во дадениот момент да ја исподи таа агресија и тој негативизам, и го прави тоа на еден скриен начин, каде што нема да се прочита агресијата. Ова е пак една широка палета од пасивно-агресивно однесување, кое што сите го имаме во одредени ситуации, а може да биде дури пак и психијатриска диагноза, да биде пореметување на структура на личност, на пасивно-агресивна личност. Од она благо што сите го привенуваме, може да го избереме оној начин каде што најчесто што се случува, например во една работна средина каде што мојот надреден е многу строг или многу захтевен или не е правичен, а ако применам таа ситуација ме повредува бидејќи не е правична ситуацијата, човек може да изреагира директно агресивно, се скара со надредениот и доби отказ. Во тие ситуации се применува таа пасивна агресија, таа наједноставна да кажеме, каде што тој вработи ќе сработи таа работа, ама ќе сработи со негативизам, па ќе ја заборави, па нема да ја сработи успешно на крај, па ќе ја влече, па ќе биде нервозен, па ќе исполнува нервоза или ќе биде намќораст, ќе биде зајадлив и на таков начин ќе испразни агресијата. И тоа е, всушност, ние сите го знаеме во животот. Не сакам да го изнесам ѓубрето, а сопругата 5 пати ми вели изнеси го ѓубрето, и на крај ќе изнесам од 3 кеси една кеса и сум го изнесла ѓубрето, но останува уште 2 кеси, сум заборавил да ги видам. Тоа е таа, да кажеме, честа појава и тоа не го сметаме за битно многу, сите го имаме. До онак каде што тоа е образец на вкупно однесување на една личност. Во животот, сигурно сте се сретнале со нечие пасивно-агресивно однесување кое било манифестирано од деца, роднини, пријатели или колеги. Пасивно-агресивно нарушување ги погодува и двата пола, иако е покарактеристично за жените. Но да се задржиме на неговото значење и начинот на кој можеме да го идентификуваме. Прв чекор во препознавање на пасивно-агресивните црти на некоја личност и да се знае на што се мисли, односно што значи овој поим. Личноста која има вакви црти, наблюдувана надворешно, е смирена и стрплива. Активно ги исполнува желбите и потребите на другите, но во суштина пасивно ги одбива. Тоа се смета дека најверојатно во раното детство, воопшто во детството, дека тие личности биле соочени со едни авторитетивни родители, кои што биле многу крути, не дозволувале никакви погрешки и тоа дете не смеело да се протистави ни на што и применило начин на пасивен отпор. Значи, нема да го сработи како што треба, ќе го сгреши, ќе го заборави, до тоа стане едноставно на таа личност да го почне да го применува како образец секаде во животот и да стане таков човек. Исто како што рековме за она пред малку, исто се учи по модел, може би да бидат такви па да го научи да го превземе како нивни механизам, како свој, или пак да го практикува како однесување кое што ќе му обезбеди поблаго, попријатно живење во детството.
Сега, таа пасивна агресија која ќе стане па карактеристика на таа личност, како црта на личноста која ќе доминира во таа личност, тогаш навистина е проблем со такви луѓе се живее. Оти се навистина многу тешки. И негативизмот го исполнуваат многу често на сите полиња. Ништо не им се допаѓа доволно, ништо не е доволно добро. Се појавува од рано детство. Значи, најмалите деца знаат да покажат пасивна агресија. Затоа што, видела, може би има единствен начин на кој што може да се справи со тие родители. Многу е изразена во адолесценцијата. Значи, во адолесценцијата е така значајна, затоа што адолесценцијата може комплетно да му го блокира животот на адолесцентот. Значи, наместо да ги бара образците на соочување со некој проблем, со спротивставување и покажување на свое мислење, он да одбере во адолесценцијата да одбере однесување и на етење, на дурење, на повлекување во себе, на незборување, на неучење, на неизлегување од дома. Па сега како во последно време или почесто се децата со компјутерите и со интернетот, да комплетно се го влече таму и да всушност тоа биде еден облик на агресија кон родителите. А да не може да се препознае, бидејќи тоа се живее во свој свет, не одговара на прашањата, не кажува ништо за својот живот и мислам дека во последно време па вакви случаи доста често се добиваме ние како психијатри, каде што адолесцентот буквално одбива да учествува во животот, заборава да ги направи работите, негативен е, само се кара или се развикува, а всушност ниту тој, ниту родителите не знаат која е причината или што е всушност што се случува. Еве во таа цела нивна комуникација, што е тоа што се случува, детето не комуницира со мене, а всушност тоа дете не комуницира затоа што не може никогаш да каже отворено тоа што треба да го каже. Психологијата на пасивно-агресивна личност е таква што тој или таа е всушност несигурна и манипулативна личност, која е неспособна да каже не на некого. Тие сакаат да бидат перцепирани како сладки и добри, па ретко ќе се спротивстават некому. Но како што прогресира самиот процес, ваквата личност станува негативна, одбивна, лута и непријателски расположена. Веројатно ви се случило да забележите една карактеристика на пасивно-агресивните личности. Например, кај вашите колеги, кога тие ќе прифатат дека сгрешиле и ќе го изјават тоа, но нема да го променат своето однесување. Однадвор ќе бидат добри и пасивни, но ќе се спротивставуваат на критиките или промените, едноставно игнорирајќи ги, со тивка, манипулација и намргоденост. Пасивната агресивност станува вистински проблем ако е карактеристика на вашиот партнер или партнерка, особено ако се работи за брак. Пасивно-агресивниот сопружник може целосно да ја наруши блискоста и поврзаноста ако не се обезбеди професионално психолошко советување по ова прашање. Може целосно да колабрира врската. Еден од најтешките предизвици кога се има пред себе пасивно-агресивна личност е тешкотијата да се препознаат ваквите карактеристики. Затоа ќе наведеме неколку вообичаени реченици кои тој или таа во оваа или малку изменета форма почесто ќе ги употребуваат. Тоа е твоја одлука, јас не можам да те запрам. Не дека не ми се допаѓа, ама не и дека ми се допаѓа. Твој живот прави што сакаш. Не сум лут, лута, само разочаран, разочарана. Кој или која сум јас да ти кажувам било што? Реков дека ќе го направам тоа. Да се смета, знаеш како не живеете, изгледа секаде сме малкичко така погодени можеби со тие патриархални општества низ кои што се живеело. Мажите всушност се сметат дека се поагресивни како агресивни. Меѓутоа, пасивната агресија знае често пати да биде кај жените, па и поприсутна, поготово тие традиционални семејства каде што она нема право на глас. Значи, еден доминантен сопруг, кој што е физички посилен, може да има жена која што буквално на сите полети го минира. Значи, никогаш нема да каже добар збор, никогаш нема да каже пофалби, така натака. Значи, се она што сака да го каже, да го покаже и да се избори, не сме да се бори за тоа и затоа е стално негативна и стално нешто и смета. Значи, ние имаме повеќе мажи кои што се насилници во општеството, нели? Кои што применуваат активна агресија, а се претпоставува дека повеќе жени применуваат пасивна агресија затоа што немаат начин како. Всушност во основа пак е борење за себе, само со еден многу примитивен механизам на самоодбрана, усвоен во детството,
неправилно, мислам, тој во детството може ќе заврши некоја работа, меѓутоа кај возрастниот човек не врши никаква работа. Штетен и за самата единка што го има тој образец на однесување, тој механизам што го користи, и штетен е секако за општеството, за луѓето околу него, бидејќи тие трпат од таа пасивна агресија многу. Пасивна агресија е дури и тоа што е најинтересно да се спомне, и оговарањето е пасивна агресија. Кога за некоја личност ќе кажеме во негово отсуство лоши работи, тоа е предизвикано од некоја наша внатрешна се состојба на завист, на лично незадоволство, и тоа го празниме преку тие оговарања каде што не смееме насловно да го кажеме пред него, ќе го кажеме за неговиот грб. Овие примери за пасивна агресивност би требало да ви помогнат да ја сватите или конкретно да ја идентификувате оваа личност и оваа црта. Се разбира, не секогаш ако некој каже некоја од погоре споменатите реченици, се работи за пасивна агресивност. Треба тоа да е пофреквентно и да се работи практично за стил на комуникација со вас. Други знаци кои ќе ви помогнат да го препознаете пасивно-агресивното однесување е виктимизацијата на себе си, односно однесувањето дека тој или таа е жртва, давањето саркастични коментари, директното или зацкриеното исмевање и понижување на блиските луѓе пред другите, постојаното жалење за се лошо што им се случува или обвинување на другите за нивната несреќа. Пасивните агресивци имаат одбојност кон било каква дополнителна работа или одговорност, повеќе од предвиденото, но тоа обично не го кажуваат со зборови, туку со нивни дела, односно преку нивното однесување. Неслужувањето и пасивната несоработка најчесто ќе бидат маскирани како заборавеност. Како што веќе споменавме, пасивно-агресивното однесување почесто се јавува кај припадничките на понежниот пол. Овој факт не чуди со оглед на притисокот што тие го чувствуваат кај себе и им е тешко да им речат не на припадниците на својата фамилија или пријателите, па така честопати завршуваат правејќи работи кои не сакаат да ги прават. Ова за последица ги прави огорчени и непријателски расположени. Пасивно-агресивните мажи многу често може да ги препознаете преку тоа што не се стегаат да ја исмеваат својата партнерка пред други луѓе, при што себе си сакаат да се прикажат во добро светло. Пасивно-агресивното однесување е карактеристично и за децата, па ако не се коригира навреме, може да им предизвика големи проблеми подоцна во животот. Ако веќе живеете со партнер или партнерка која е пасивно-агресивна, препорачливо е да се оди на терапија. Но ако тоа не е опција во вашиот случај, тогаш најотворено треба да го изразите своето незадоволство секогаш кога ќе забележите вакво однесување. Прво, ние секогаш се враќаме на тој увид по увид, правење увид. Значи, најтешкиот дел од работата е да личноста што применува многу пасивна агресија, да го свати тоа, да свати од каде му е коренот, да свати дека со малку поголемо превземање на храброст и на одговорност во комуникацијата со луѓето, дека многу голема тежина од себе може да ја едноставно разреши на многу по корисен начин. Тоа правењето увид, значи во сопственото однесување, или правењето на увид често пати нас не доаѓаат луѓето кои што живеат со пасивно-агресивни личности. И тие се најчесто во комуникацијата, тие се тие што се идентификувани како виновници, бидејќи тие кога ќе видат таков еден отпор, ништо не оди лесно, све оди со мака, со докажување, тие губат трпение и тие викаат, и тие се караат, и тие се афективни. И тие се виновни, нели? Што ти кажав јас лошо, па ти така да викаш на мене. Меѓутоа, тоа трпение, дека цело време се случува нешто што многу тешко оди, например се закаснува на закажан термин, се заборава да се заврши работата, се завршува трапаво, неефикасно и така натаму. И одне другиот што живее со таквата особа или што работи со таа особа, логично е дека не може да го тоа поднесе долго време и на крај губи трпение и почнува да празни директна агресија. И често пати тие луѓе доаѓаат, значи тие што афектираат,
идентификувани како негативци пошто се карале и тие доаѓаат и после во целите наши видувања и разговори доаѓаме до откривање дека тој човек е изложен на некаква агресија која што не ја гледа. Не може да ја открие што е тоа што мене вака на овој начин ме нервира постојано. Знаци на пасивно-агресивно однесување. Постојат многу причини зошто луѓето не влегуваат во отворен конфликт, туку нивното незадоволство, лутина или навреденост индиректно ја покажуваат на неагресивен начин. Терминот насилство значи нешто што е направено принудно и со сила. Дали е можно некој да биде насилен, а при тоа да не прави ништо? Запрашајте се. Замислете, например, во една компанија, на крајот од работниот ден, незадоволниот работник да седи на предната или задната врата, па никој да не може да излезе, бидејќи неговото тело го блокира излезот. На прв поглед, тој не прави ништо, бидејќи само седи. Кога другите со сила се обидуваат да го отстранат и да му ја ослободат вратата, во свеста на набљудувачите се создава слика дека токму тие се лоши бидејќи се насилни, додека тој е нивната жртва. Во реалност, тој е пасивно насилен, додека другите се активно насилни. Често сме сведоци на луѓе кои, незадоволни, застануваат среде пат и прават застој во сообраќајот. И во реалниот живот, кога ќе се појави некој конфликт, луѓето може својата реакција да ја изразат отворено и директно, или може да ја прикријат и да не ја изразуваат, или да ја изразат индиректно. Кога некој од конфликтна ситуација одговара отворено, јасно се представува како страна во конфликтот. Кога не одговара отворено, другата страна нема јасен сигнал дека настанал конфликт. Единствено, само тогаш кога некој може да ја препознае пасивната агресивност, тој може да го претпостави конфликтот и конфронтацијата и да се занимава со неа. Затоа, препознавањето на знаците на пасивно несогласување и спротивставување е важен дел од социјалната интелигенција. Кога некој го изразува своето незадоволство тајно, индиректно или пасивно, тогаш велиме дека се однесува пасивно-агресивно. Пасивно-агресивното однесување се појавува кај лица кои не знаат да ги искажат своите негативни чувства или не се во состојба гневот или негативните чувства да ги искажат на здрав начин. Ваквите луѓе своите чувства ги потиснуваат толку длабоко во себе, така што дури и не забележуваат дека чувствуваат гнев или омраза. Како знаци на пасивно-агресивно однесување се сметаат обструкционизам. Кога на лице со пасивно-агресивно однесување ќе му побарате одредена услуга, тој или таа може намерно да ја извршува работата споро или намерно да прави грешки со цел да предизвика негативни емоции кај вас. Несигурност. Луѓето кои имаат пасивно-агресивно однесување се често несигурни во себе и ретко го кажуваат тоа што го мислат или ретко го мислат тоа што го кажуваат. Тие ретко реагираат за настанатите ситуации и прво чекаат да видат што ќе се случи. Исто така, ретко одговараат на прашањата со да или не. Откако ќе добиете некаков одговор на некое прашање, можно е се уште да се прашувате кој е нивниот став. Вака, значи во поизразена форма, кога е тоа веќе манифестно како пореметување на личност и така натака, се користат и лекови, кои што ќе дадат малку поголема, можеби само доверба и сила, па да почне таа агресија се празни отворено, искрено. Да човек се соочи со неја. Најдобар начин е да се користи психотерапија, ако треба и фармакотерапија, и тоа учење на ново однесување. Значи, однесување во кое што јас ќе превзем одговорност да го кажам тоа што на околината не се допаѓа. Се разбира, ако ми е шеф кој што ќе ми избрка од работа, зависи колку е тоа лесно наоѓањето на друга работа. Хронично доцнење и заборавање. Честопати луѓето кои се пасивно агресивни доцнат намерно или пак
ненамерно заборавиле на некоја работа која ви е важна за вас. Тоа го прават со цел да направат некаква штета или пак на ваков начин ви враќаат за нешто што сметаат дека сте им сгрешиле. Често лажење и оправдување. Лажењето кај ваквите луѓе станува навика и тие ќе одат до крај за да најдат оправдување за било што. Чувство на жртва. Луѓето со пасивно-агресивно однесување честопати се ставаат себе си во улога на жртва, префрлајќи ја вината на другите луѓе. Правење хаотични ситуации. Ваквите луѓе честопати непотребно ги комплицираат ситуациите до состојба на хаос, наместо да допринесат до побрзо решавање на проблемите. Страв од конкуренција. Кога лицето ќе се почувствува загрозено, ќе почне да прави планови и да креира ситуации и сценарија, како да им наштети на другите, за да не биде загрозен неговиот или пак незиниот интегритет. Страв од интимност. Пасивно-агресивните луѓе ретко искажуваат љубов и емоции кога се во врска. Кога ќе почнат да ги чувствуваат љубовните емоции, постои веројатност да се повлечат настрана поради нивната несигурност. Страв од зависност од другите луѓе. Поради стравот да бидат сами, ваквите луѓе се справуваат со своите потреби од другите луѓе со тоа што пробуваат да ги контролираат. Пасивно-агресивното однесување представува индиректно изразување на негативни чувства, наместо истите отворено да се изразат. Постои дисконтинуитет меѓу тоа што го вели пасивната агресивна личност и тоа што го прави. Кај оваа личност, вистинските чувства се споделуваат преку акции, а не преку зборови. Например, пасивната агресивна личност може да прикаже дека се сложува со барањето за извршување на некоја работна задача, која што е дадена од некоја друга личност. Дури тоа може да го искаже и со ентузијазам. Но, наместо да ја спроведе бараната работна задача, личноста може да изрази лутина со тоа што намерно ќе ги пречекорува крајните рокови, нема да се појавува на состаноците и ќе ја саботира работната задача. Во некои случаи, работи и против задолженијата со цел работната задача да не се изврши. Специфичните знаци и симптоми на пасивното агресивно однесување вклучуваат спротивставување на барањата од другите, поплаки за тоа дека личноста се чувствува потценето или измамено, тврдоглавост, неефикасност, заборавање на работи, суетност, иритабилност, циничен или навредлив однос спрема другите. Иако пасивното агресивно однесување може да биде карактеристика за некои ментални состојби, не се смета за ментална болест. Ако ова однесување е присутно во вашата врска или во дневните активности, консултирајте се со психотерапевт кој што ќе ви помогне да го идентификувате и да го промените своето однесување. Мислам дека пасивната агресија навистина им пречи на луѓето. И на тие што ја имаат, бидејќи никогаш не може да се стекнат со убави релации со другите луѓе. Значи, комуникацијата секогаш има дефектна. Секогаш таа комуникација е тешка, мачна, трпи. А на околината исто многу смета, затоа што блиските личности, сопружниците и децата се ставени во една ситуација која што не е видлива и препознатлива, а е мачна. Мислам дека не допринесуваат на тоа да некој стане Никола Тесла ако биде депресивен и некој има пасивна агресија. Па дури тамо каде што сме ги имале тие пореметувања, сега да се јако не тоа да има на денешниот разговор, мислам дека и тамо каде што гениалноста постоела, дека невротските потешкоти се само нешто што е платен данок на можеби на целата таа, на целиот тој живот кој што е со претпоставам ке гениалците е тешок за живење. Чуеме Божо дете гениалец, нели? Мислам дека тоа е само плаќање на данок, а не дека обсесивното го довело Никола Тесла до тие идеи кои што он ги направил. Неговата упорност да, неговата истраеност да, али баш дека обсесивноста му помогнала, мислам дека напротив сигурно му одмогнала, бидејќи е голем еден терет за носење и
Како го препознаваме пасивно-агресивното однесување? Пасивно-агресивното однесување се појавува кај лица кои не знаат да ги искажат своите негативни чувства или не се во состојба гневот или негативните чувства да ги искажат на здрав начин. Ваквите луѓе своите чувства ги потиснуваат толку длабоко во себе, така што дури и не забележуваат дека чувствуваат гнев или омраза. Како знаци на пасивно-агресивно однесување се сметаат обструкционизам. Кога на лице со пасивно-агресивно однесување ќе му побарате одредена услуга, тој или таа може намерно да ја извршуваат работата споро или намерно да направат грешки со цел да предизвикаат негативни емоции кај вас. Несигурност. Луѓето кои имаат пасивно-агресивно однесување се често несигурни во себе и ретко го кажуваат тоа што го мислат или ретко го мислат тоа што го кажуваат. Тие ретко реагираат за настанати ситуации и прво чекаат да видат што ќе се случи. Исто така, ретко одговараат на прашањата со да или со не. Откако ќе добиете некаков одговор на некое прашање, можно е се уште да се прашувате кој е нивниот став. Хронично доцнење и заборавање. Често пати луѓето кои се пасивно-агресивни доцнат намерно или пак ненамерно заборавиле на некоја работа која ви е важна вас. Тоа го прават со цел да направат некаква штета или пак на ваков начин ви враќаат за нешто што сметаат дека сте им сгрешиле. Често лажење и оправдување. Лажењето кај ваквите луѓе станува навика и тие ќе одат до крај за да најдат оправдување за било што. Чувство на жртва. Луѓето со пасивно-агресивно однесување честопати се ставаат себе си во улога на жртва, префрлајќи ја вината на другите луѓе. Правење хаотични ситуации. Ваквите луѓе честопати непотребно ги комплицираат ситуациите во состојба на хаос, наместо да допринесат за побрзо решавање на проблемите. Страв од конкуренција. Кога лицето ќе се почувствува загрозено, ќе почне да прави планови и да креира ситуации и сценарија како да им наштети на другите, за да не биде загрозен неговиот или незиниот интегритет. Страв од интимност. Пасивно-агресивните луѓе ретко искажуваат љубов и емоции кога се во врска. Кога ќе почнат да ги чувствуваат љубовните емоции, постои веројатност дека ќе се повлечат настрана поради нивната несигурност. Страв од зависност од други луѓе. Поради стравот да бидат сами, ваквите луѓе се справуваат со своите потреби од други луѓе, со тоа што пробуваат да ги контролираат.